Спаси ги оние што кон тебе прибегнуваат. Со песната Вечниот Бог и поздравот Христос се роди, навистина се роди. На Бадник после литургијата, стотина дечиња, учесници во втората Бадникова поврка во Кочани, продефилираа низ кочанските улици, носејќи ја пештерата која што го символизира Христовото раѓање. Дечињата, символизирајќи ги небесните ангели со звезди во рацете, заеднички го славеа раѓањето Христово, со желби за многу радост и среќа во новата година. Најпрво по влегувањето во храмот и пеејќи ја Вечниот Бог, Бадниковата поворка тргна од храмот Свети Великомаченик Ѓорѓе во правец на раскрасницата во Стришани, оттаму продолжи по улицата Стево Теодосиевски до кружниот тек, а оттаму по улиците Теодосија Паунов и Кеј на Револуцијата до градскиот плоштад, за оттаму преку улицата Маршал Тито се приклучија на улицата Димитар Влахов, откаде што се вратија повторно во храмот. Бадникарите беа поздравени од луѓето кои ги затекоа по улиците и им посакаа радости во текот на годината. Најпрво во храмот се одржа света божествена литургија, со која ќе уначалствуваа свештениците од Кочанското архиерејско наместништво. Верниците имаа можност да си земат од лепчето и бадниковото гранче за бадниковата трпеза. На Бадник традиционална постна трпеза на која се дели лепче со паричка. Се верува дека на оној на кого ќе му падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. И оваа година по домовите пееја и коледарчиња кои го најавуваа Христовото раѓање, а за тоа добиваа колачиња и подароци. 3 дена се слави Божик, раѓањето Христово. На првиот ден од Божик во сите православни храмови се служеше света божествена литургија, а на вториот ден од Божик на 8 јануари во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи со литургијата ќе началствуваше владиката Иларион, а пееше хорот при Лесновскиот манастир. Митрополитот на верниците им го честиташе големиот христијански празник раѓање Христово и собор на Пресвета Богородица и им посака љубов и меѓусебно разбирање. Навистина се роди за новогодни честит празникот, мир Божи и благослов на сите луѓе. Еве црквата Христова, како низ вековите и денеска го прославува торжествениот, радосниот, миролюбивиот празник, раѓањето Христово, бидејќи Бог на прародителите им вети Спасител, им вети Месија, и кога се исполни времето, дева зачна и безсемено надприродно го роди вечниот Бог, кој што слезе за да го спаси човечкиот род. Светиот Атанаси Велики ни вели, Бог постана човек за човекот да постане Бог по благодат. Токму тоа негово раѓање е раѓање за секоја човечка душа и ослободување од прародителскиот грев. Вечниот Бог се појави меѓу луѓето како Богочовек за да го спаси човечкиот род. Посакуваме Богомладенецот Христос Бог да ни подари мир и благослов на сите нас, да не чува и да не пази и да не води по патот на вечноста. Посакувам на сите луѓе многу добро здравје, духовно и телесно. Посакувам мир и благосостојба во татковината, љубов, исплотување и соединување на сите луѓе и преку таа љубов, таа заедница, тоа е соединување и исплотување, секој пат да се победуваат сите искушенија и да се освојува Царството Небесно, бидејќи Христос Бог, Богомладенецот ни заповеда преку светите апостоли, љубете се, сакајте се и по тоа ќе знаат дека сте мои ученици. Христос се роди, навистина се роди. На светата литургија свештеникот во Кочанскиот храм Гоце Евтимов по благослов на владиката Иларион доби повисок чин протоиереј, кој истакна дека и понатаму ќе му служи на Бог и на црквата Христова и ќе ги раководи своите духовни чеда кои Бог му ги дал. Верниците и во наредните денови ќе се поздравуваат со поздравот Христос се роди, навистина се роди. А на 9 е Треден Божик, кога се слави и споменот на светиот првомаченик Стефан, а имен ден слават сите кои го носат името на светителот.